بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أهدى الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار أما بعد والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот всемогниот Господар Allah subhanahu wa ta'ala, еден и единствен, оној кој заслужува да се обожава. Allah subhanahu wa ta'ala, оној кој нема потреба од никој и од ништо, а се има потреба од него. Салават и селам му испраќаме на пегамбар Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата чесна фамилија, на неговите верни асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат се до судниот ден. Тие што се поназад може да дојдат понапред, за да слушаат подобро. Денеска ќе зборуваме за една од најубавите случки кажани во Куранот. А така ја нарекува Allah subhanahu wa ta'ala. Ке зборуваме за животот на Аллаховиот пратеник по име Јусуф алейхиссалам. Јусуф алейхиссалам бил син на Јакуб алейхиссалам, кој бил син на Исхак алейхиссалам, кој бил син на Ибрахим алейхиссалам. Ке зборуваме за Абдул Керим ибн Абдул Керим ибн Абдул Керим ибн Абдул Керим. Оваа фамилија кога Allah subhanahu wa ta'ala ја воздигна, ја направи фамилија на Аллаховите пратеници. Јакуб алейхиссалам беше оженет со две сестри. Едната се викаше Лија, а другата Рахил. Овие имиња се спомнати кај Ехлул Китаб, се Исраилијати. Со жената Лија имал 10 деца, додека со Рахил имал 2 деца. Јусуф алейхиссалам и неговиот брат Бенјамин. Јусуф алейхиссалам уште од мал имал знаци кои го воздигнувале над останатите браќа. Кои биле тие знаци? Најогромен показател за неговата вредност беше токму сонот кој го сони и кој му го каже на својот татко. Allah subhanahu wa ta'ala veli во Куранот: "Нахну накуссу ахсанал қасаси бима аухајна илајка хадал Кур'ан." Ние навистина ти ги кажуваме најубавите кажувања, објавувајќи ти го овој Кур'ан. Именува оваа случка, овој живот како најубаво кажување кој тој ни го пренесува нас. Па вели: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Кога Јусуф му рече на својот татко: "О, татко мој, јас навистина во мојот сон видов како 11 звезди, сонцето и месечината ми прават сеџди." Што му рече неговиот татко? قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Го слушна сонот на неговиот син. Па го советуваше и му рече: "О, синко мој, немој овој сон да го кажуваш на твоите браќа, затоа што да не посакаат да ти направат некоја злобна работа. И на вистина шејтанот е отворен непријател на човекот." Го советува на својот син, затоа што виде во овој сон дека Allah subhanahu wa ta'ala му спрема нешто огромно, му спрема нешто што на другите не му спрема.
Па го советува и му вели, немој да се полакомиш. Немој да го кажеш овој сон на твоите браќа, затоа што шејтанот може да ги натера тие да ти наштетат. По ова кажување, Јакуб алейхиселам добил уште повеќе љубов кон Јусуф алейхиселам. Како што растел, Јусуф алейхиселам бил дете со голема убавина. Бил дете кој имал убав и благ карактер. Но никогаш не го пуштал Јакуб алейхиселам да се игра со своите браќа, затоа што се мислел да не му наштетат останатите, затоа што ја гледал нивната гнев, ја гледал нивната љубомора во нивните очи кон Јусуф алейхиселам. И како што растел Јусуф алейхиселам, Јакуб алейхиселам се повеќе и повеќе имал поголема љубов кон Јусуф алейхиселам. Кога ова го виделе неговите други синови, почнале да размислуваат и рекле: "Уктулу Јусуф ау икрахуஹу арда јахлу лакум ваџху абикум ва такуну мин баъди қаумин салихин." Што река? Уби го на Јусуф, да го убиеме на Јусуф. Видите какво безвезен шејтанот им направил. Убите го на Јусуф, а потоа ќе се покаете за вашиот грев, ќе бидете сакани кај вашиот татко и ќе станете од добрите луѓе. Прво ги тера да направат неправда, да направат грев. Зошто? Поради нивната лакомост, за да бидат сакани кај нивниот татко. И потоа вика ќе бидете од добрите луѓе. Нивната љубомора достигнала до каде? До помисла за убиство на Јусуф алейхиселам. Па затоа излегол еден од нив. Се вели дека бил најстариот брат од нив. И рекол: "Зарем да го убиеме нашиот брат?" Вели Аллах субханаху ва таала: "Qalu qa'ilun minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabati al-jubb yaltaqithu ba'du as-sayyarah in kuntum fa'ilin." Еден од нив рече: "Ако навистина сакате нешто да сторите со Јусуф, немој да го убивате. Фрлете го во некој бунар, ќе помине некој караван, ќе го земе и така тој ќе се оддалечи од вашиот татко и вие ќе бидете сакани кај вашиот татко." Видете, иако и ова има лоша мисла, сепак рекол: "Подобро е да не го убиваме, ќе го фрлиме во бунар, ќе го извади некој караван од тој бунар и ќе се грижи некој за него, отколку да го убиеме. И тој ќе биде далеку од нас, а и ние ќе бидеме блиско до нашиот татко." Па отишле кај нивниот татко. Почнале убаво да се однесуваат со Јусуф алейхиселам, почнале да го галат, да го гушат, да му се насмевнуваат, да му зборуваат убави работи, но ова го правеле во очите на Јакуб алейхиселам. Да го гледа Јакуб алейхиселам како тие се однесуваат со Јусуф алейхиселам. А Јусуф алейхиселам се уште мал. Се уште не разбирал многу работи. Отише кај нивниот татко и рекле: "Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun." О, татко наш, зашто ти не ни го доверуваш на Јусуф? Ние навистина него му мислиме добро. Ти самиот гледаш како ние се однесуваме сега со него, како го гледаме, како го милуваме, како му се насмевнуваме. Пушти го со нас. Ние му мислиме само добро, ништо лошо. Сакаме и тој да биде од нашата дружина. Сакаме и тој да биде од нашата фамилија, и тој да се чувствува како наш брат. Потоа му рекле: "Арсилху ма'ана wa la yartafi'a wa yal'ab wa inna lahu lahafizun." Испрати го со нас наредниот ден и навистина ние ќе бидеме негови чувари. Јакуб алейхиселам имал огромна љубов кон Јусуф алейхиселам. Па рекол: "Qala inna la yahzunannu an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'ab wa antum anhu ghafilin." Навистина ќе ми биде жал ако го однесете, а се плашам да не го изеде волк, кога вие нема да внимавате на него. Значи, дули и да е на кратко време, да го одвоите Јусуф алейхиселам од мене, ќе тагува моето срце кон него. Ќе ми биде жал, ќе ми недостасува Јусуф алейхиселам, дули и за кратко време. Но по некое зборување го убеди на својот татко да го пушти на Јусуф алейхиселам следниот ден тој да оди со нив и да се дружи. Јусуф алейхиселам оваа вечер беше премногу радосен. Беше премногу радосен затоа што следната ден ќе излезе со своите браќа.
ќе се дружи со своите браќа, мислеше дека неговите браќа му мислат убаво. Виде во нивните очи љубов кон него, но не ги виде нивните срца, во кои имаја огромна љубомора. Имаја огромна љубомора кон Јусуф алейхиселам. Па кога отидоа следниот ден, излегоа. Кога стигнаа близу до еден бунар, прво што направија е извада неговата кошула. Ја извадаа кошулата што тој ја носеше. Го кренаа и тој мислејќи дека се играат, тие го фрлија во бунарот. Тој мисли дека си поигруваат со него, мисли дека сакаат да се дружат со него, а тие прво ја извадаа неговата кошула и го фрлија во бунарот. Вели Аллах субханаху ва таала: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلَهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. И кога го однесоа и одлучија да го фрлат на дното на бунарот, ние му објавивме: ти за оваа поставка нивна ќе ги известиш, а тие нема да те препознаат. Allah subhanahu wa ta'ala ја почна објавата на Јусуф алейхиселам од овој момент. Сега Јусуф алейхиселам во едно огромно искушение. Е во темницата на бунарот, како мал дете, не знае дали ќе преживее, нема ни јадење ни ништо во оваа темница. Па Allah subhanahu wa ta'ala го известува. Му дава радосни вести, му вели: ти за ова ќе ги известиш во текот на твојот живот, а тие нема да те препознаат. Allah subhanahu wa ta'ala го известува дека ќе биде спасен, па неговото срце се смирува. Што направија неговите браќа? Заклаа овца и со крвта на таа овца извалка неговата кошула. И отидоа кај нивниот татко. Како отидоа? Со какви лица? Allah subhanahu wa ta'ala вели: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. И навечер плачејќи му дојдеа на својот татко, со солзи во нивните лица, плачејќи. Се гледа дека жалат, односно во нивните срца има огромна радост, затоа што му наштетија на Јусуф алейхиселам. И му рекле: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. О, татко наш, заминавме да се надпреваруваме, а Јусуф го оставивме да ги чува нашите работи. Па го изеде волкот. И сега тие сами потврдуваат. Велат: а ти нема да ни веруваш, иако ние ја зборуваме вистината. Тие кажу: ти нема да ни веруваш, иако ја зборуваме вистината. И затоа вика како доказ ти донесовме нешто. Вели: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Ја донесоа кошулата негова со лажна крв натопена. Во вашите души изникна злобна мисла, рече Јаков. И јас нема да се жалам, барам помош од Аллах против ова што вие го изнесувате. Тие ја натопија кошулата со крв, но заборавија на еден детал. Каков волк е тој што ќе изеде човек, а нема да ја искини неговата кошула? Аллах субханаху ва таала се смилува на Јусуф алейхиселам. Поминувајќи еден караван, водоносецот на тој караван отиде да изведе со неговата кофа вода. Но осети голема тежина ваѓајќи вода. Па беше замислен: што има во оваа вода? Зошто е толку тешка? Претходно сум вадел вода, но сега е нешто чудно. Па со големо размислување почна да ја вади оваа кофа. И кога виде чудо, вели Аллах субханаху ва таала: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه قال يا بشرى هذا غلام وأصروا بضاعة والله عليم بما يعملون. И дојде еден караван, па го испратија водоносецот свој и тој ја спушти кофата своја. Па кога ја извлече, рече: види среќа, едно момче во него. И тие како трговска стока го сокрија, а Аллах добро го знаеше тоа што го направија тие. Се израдува на оваа момче. Зашто? Им излезе шанса за трговија.
Ке го земеме ова дете, младо, убаво, силно, ке го продадеме на некого, така ќе добиеме пари. Аллах субханаху ва таала го извлече од искушението на бунарот. Сега е во едно друго искушение. Луѓето гледаат во него како трговија. Го зедоа на Јусуф алейхиссалам. Израдувани, срекни затоа што ќе направат трговија со него. И стигнаа до Египет, до Миср. Во тоа место го продадоа за многу ситни пари. Вели Аллах субханаху ва таала: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. И потоа тој од Египет што го купи и кажа на жената своја: направи му го престојот пријатен, може корисен да не биде, а можеме и да го посиниме. И ете така ние на Јусуф му дадовме убаво место на земјата и го научивме да толкува со ништа. А Аллах прави што сака, но повеќе од луѓето не знаат. Кој го купи? Го купи управителот, владетелот на Египет. Сега Јусуф алейхиссалам, од кога излезе од искушението на бунарот, се спаси од искушението на караванот, сега живее во благодет, кај најбогатата куќа во Египет. Живее во убаво место, се грижат за него убаво. Расти, она како што му доликува на едно дете. Па порасне. Вели Аллах субханаху ва таала: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. И кога тој порасна, ние со мудрост и со знаење го обдаривме. Така ние ги наградуваме тие што прават добри дела. Кога порасна Јусуф алейхиссалам, Аллах субханаху ва таала го дарува со хикмет, го дарува со мудрост, го дарува со големо знаење, но исто така со неговото растење се зголеми и неговата убавина. Што ќе се случи следно со Јусуф алейхиссалам? Неговата убавина беше преголема. Па кој сакаше да го заведе? Кој се потруди да го заведе на Јусуф алейхиссалам? Токму неговата стопанка на куќата. Односно, жената на управителот, каде што Јусуф алейхиссалам живееше. Што? Таа во нејзиното срце имаше голема љубов за Јусуф алейхиссалам. Зошто? Беше убав дечко, беше убав младич, силен, мудар, со знаење. Па кога виде шанса, кога немаше никој во куќата, таа му приде. وَرَادَتُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. И почна да го наведува на грев таа во чија куќа беше тој. Па ги заклучи сите врати. И рече: дојди, Аллах да ме сочува, извика Јусуф. Газата мој убаво се грижи за мене, а тие кои доброто ќе го возвратат со зло, никогаш нема да успеат. Рече: јас се плашам од Аллах. Мојот управител, оној кој ме купи, кој се грижеше за мене, кој ме израсна, се однесуваше добро кон мене и сега јас да му нанесам на него зло, навистина Аллах ќе ги казнува некој на доброто возвраќаат со лошо. Јас се плашам од Аллах. И ова налути на управителката. Зашто? Жена со голем статус да биде одбиена од еден слуга, ова беше понижување за неа. И почна да го брка. Па кога стигна до вратата, таа ја искина кошулата од неговата задна страна. И во тој момент влезе кој? Токму управителот. Токму мажот на оваа нечесна девојка. И кога ги виде, се зачуди. Па вели Аллах субхану ва таала: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّآهُ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. И таа го посакуваше него, а и тој ќе ја посакаше неа, ако не ги видеше аргументите на својот господар.
Така беше за да ги одвратиме од него злото и блудот, бидејќи тој навистина беше наш искрен роб. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. И 20-та потрча кон вратата, а таа ја искина кошулата негова одзади. И мажот нејзин кај вратата го затекна. И сега што рече сопругата на овој управител? Каква казна заслужува тој што сакаше на твојата жена зло да и нанесе? Или затвор, или некоја болна казна. Сега неговата жена изиграват што? Дека таа е она која беше нападната, жртва. И вели, треба да го казниш. Тој сакаше да ме нападни, сакаше да нанесе зло на твојата фамилија, да ја увреди честа на твојата фамилија. Ние го гледавме и тој се заслужува или затвор или болна казна. Јусуф алейхиссалам рече: "Qala hiya rawadattu an nafsi." Та се обиде мене да ме наведе на греф. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Посведечи еден човек од незиното семејство кој беше присутен и рече: ако кошулата негова е скината од предната страна, тогаш таа ја говори вистината, а тој од лажговците. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Ако кошулата е искината од задната страна, тогаш таа лаже, а тој е од искрените. Зошто? Ако би била кошулата искината од напред, значи тој сакал да ја наведе неа, тој одел кон неа, па таа ја искинала кошулата од напред. А ако е искината од назад, бегал, па како што таа го тргала, така се искинала кошулата од задната страна. И видеа јасен доказ. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. И кога тој виде дека кошулата негова е искината од задната страна, рече: тоа е една од вашите интриги. Вашите интриги се навистина големи. Управителот се увери дека Јусуф алейхиссалам е невин. Но за да не се извалка честа кај неговиот народ, што рече? Јусуф а'рид ан хада. Ти, Јусуф, остави го. Немој да зборуваш за ова на никого. Вастагфир ли ذنبك إنك كنت من الخاطئين. И му се обрати на неговата сопруга и рече: а ти барај прошка за својот греф, затоа што навистина беше грешничка. Но повторно овој глас се слушна во градот. Жените почна да ја зборуваат на жената на управителот. Зошто? Жената на управителот со големо место, со висок степен на чест, сакаше да го натера на блуд кого? Слугата на незината куќа. Ова беше срам. Па цел град почнува да збори за оваа случка. За да го очисти својот образ, сопругата на овој управител, што прави? Прави една голема гозба во нивната куќа. И ги повикува сите жени на тој град. Прави една голема гозба и на сите од нив им дава по еден нож. Па го повикува на Јусуф алейхиссалам да влезе. И што се случило? Аллах субхану ва таала вели: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. И жените во градот почнаа да зборуваат. Жената на управникот го навела момчето на греф. Во него лудо се загледала, ние мислиме дека навистина греши. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدنا لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبره وقطعنا أيديهن. И кога таа слушна за нивното зборување, и повика, па им подготви голема гозба. На секоја од нив и даде нож и рече:
излези пред нив. Му нареди на Јусуф а.с. излези пред овие жени, но дека тие сечат овоше со нивните ножеви. И што рекоа тие? وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ. Рекоа, о Господару наш, што е ова? وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. О Господару наш, само што е ова? Се зачудија. Не можеа да веруваат на своите очи. Почнаа да се ги сечат своите раце и рекоа وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ. О Аллах, што е ова? Ова не е човек. Ова е сигурно некој благороден мелек. Убавината на Јусуф а.с. беше голема. Заборавија дека сечат со ножевите, ги секоа своите раце, а не осетија болка, затоа што се здогледа во убавината на Јусуф. И тога што рече управничката? Рече, قالت فذلك الذي لمتنني فيه. Ова е тој поради кој вие ме прекорувате. Вие самите ги сековте рацете. Се повредивте, не ја осетивте болката, а зборувате за мене. Секој ден е во мојата куќа, ја гледам неговата огромна убавина. Зарем вие немаше да паднете на тој греф? И што рече? وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Вистина е дека сакав да го наведам на греф, но тој ме одби. А ако не го направи тоа што го барам од него, сигурно ќе биде фрлен во затвор и ќе биде понижен. Призна пред сите жени на градот. Ја навистина го повикав, но тој ме одби затоа што се плашеше од Аллах. И затоа сега ќе биде понижен од мојата страна, ќе биде фрлен во затвор. Кога виде како жените го гледаат на Јусуф а.с., Јусуф а.с. се исплачи за самиот себе си. И крена рацете кон небото и го помоли на Аллах субханаху ва таала и рече: قال رب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه. О Господару мој, навистина затворот е помил за мене отколку ова. وإلا تصرف عني كيدهن أسبع إليهن وأكن من الجاهلين. И ако ти не ги одвратиш од мене интригите нивни, јас можам кон нив наклоност да почувствувам и незналец да станам. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. И Господарот негов ја исполни молбата негова и го спаси од интригите нивни. Тој навистина се слуша и се знае. Аллах субханаху ва таала ја прифати довата на Јусуф а.с. Рече: о Господару мој, мене подрак ми е затворот, да бидам во темница затворен и да ти робувам тебе, отколку да паднам на интригите на овие жени. Меѓу народот неправедно се прошири веста од страна на управителот. Што? Рече управителот: јас него го стави во затвор затоа што тој ја нападна мојата жена. ثم بدلهم من بعد رأوا الآيات ليسجنن حتى حين. Потоа му падна на памет, иако беа уверени дека е невин, за некое време да го фрлат во зандана. Управителот знаеше дека Јусуф а.с. е невин, но повторно одлучи да го стави во затвор. А што се случуваше во затворот? И после тоа ќе зборуваме иншаллах во следниот дерс. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم.